2300 метри, третиот базен камп или третиот пит стоп, или ако сакате третата продавница за свежо седен сок од портокали. Како да е, некаде околу 2,5 часа од тргнувањето од нашата резиденција, базна резиденција селото Имлил. Да гледате како макотрпно се работи, за да се заработи. Цената на еден свежо ценен сок од портокал е 100 дихрами или 1 евро, околу 60 денари. Кога имате предвид дека за една чаша сок се потребно околу 6 до 7 портокали, ќе видите колку навистина овде е речиси бесплатно потребата, односно речиси бесплатно или многу ефтино за да се добие една чаша свежо цеден и пред се морам да кажам органски природен сок од портокал, тоа што ретко можете да го начекате или видите во урбаната средина. Како што гледате горе на рафтовите има готово наредени шишенца со портокал, со сок од портокал, така што за оние кои што не им се чека свежо цедено, само го зимаат и одат кон следната станица, а тоа е некаде пленарскиот дом Рефюджи Демофлос или кампот на, како сакате да кажете, избеглици, како што рече еден од српскиот дел од експедицијата. Како да е постојано кон пленарскиот дом одат мазги натоварени со логистички материјал, кој што веројатно завршуваат во пленарскиот дом, кој што слоги на 3200 метри. Значи имаме некаде од прилика ние околу 900 метри качување или од прилика некаде околу 2 до 2,5 часа, можеби и 3 часа од место каде што се наоѓаме сега. Временска ситуација е радикално и видно променета во однос на претходното запирење и претходниот видеоматеријал, како што може од приложеното да се види, облаци надвиснати над Атлас. Иако дожд не очекуваме до 14 часот најрано, сепак планина може да дојде и порано, но сега засега имаме супер коректно време, скоро идеални услови за качување на првиот дел и за првата наша цел некаде до базниот камп, односно до пленарскиот дом. Еве чисто малку да видите неколку секунди како изгледа сета таа подготовка. Ете гледате, се седи директно, еден, втор, трет се става. Еве го вториот отиде, еве го и третата половина и ето тоа на крајот ќе ве чини само 1 евро. Сега толку од ова вклучување. Тука е сета собрана група, секој со своите еве делот локалното домицилно население. Селам алейкум. Ај да. Good. Happy? Very happy? Yeah, happy. Okay. Така ете се разбравме, доволно е по 3-4 збора да знаете од секој јазик и немате проблем со комуникација со локалното население. Еве малку кружен кадар, да видите точно како сме лоцирани. Еве еден кеферич, еден ресторант на отворено на 2300 метри, браво, прекрасна гледка кој што би ја посакал многу македонски планини, а за кој што ќе почекаме барем следните 15 до 20 години. Толку од мене, до следното снимање, до следниот видеоклип. Ве поздравуваме од 2300 метри, тука на подножјето на врвот Тупкал и Голем Атлас.